Во текот на вчерашниот ден преку социјалните мрежи еден медиум се појавија разни емотивни чувства, за кои сметаме дека треба да дадеме одредени појаснувања. Подсетуваме дека сообраќајната студија за град Битола беше јавно презентирана и по истата никој не даде забелешки, вклучувајќи го и предлогот за изведување на велосипедски патеки во град Битола. Разбираме дека е период на мотивација на амбициозни личности да изнајдуваат поводи да се експонираат во јавноста или да пополнуваат термини на одредени медиуми, не бирајќи средства за фрлање на дамки на реализацијата на секој проект на локалната самоуправа. Едни кои не успеале да станат познати во својата професија, се обидуваат да се докажуваат дека се постручни од експертите на Техничкиот факултет Битола, од стручни лица со добиени лиценци, изработувачи на проекти од Министерството за внатрешни работи со обраќаен одсек, кои го одобриле проектот за реализација. Други сега надлежни за донесување на одлуки на совет, девалвирајќи ги стручните лица погоре наведени, ги девалвира и одлуките донесени на своите колеги во претходен состав. И едните и другите декларативно се залагаат за здрава животна средина, не предлагаат ништо подобро, но жестоко го критикуваат тоа што се прави, во стилот на карактерна личност, не знам како, ама така не. Трети кои пополнуваат термини на специјално ориентирани медиуми, видливо од прилогот ја лажат јавноста дека е нацртано, со иронија или тотално незнаење, по средина, а во стварност е извршено обележување по десната страна, веднаш до дрворедот во средишниот дел од читалиштето. Подготвувачот на прилогот, очигледно со посебни емоции и подолг период подготвува прилози со тенденција на омаложување на работата на општината, па така и овој пат се обидел да селектира граѓани, кои во најмала мера не се запознаени со стручниот дел на овој проект. Во секој случај, општинската администрација ќе изврши дополнителни консултации со други стручни лица за мислење околу практичната примена на решенијата од овој проект. Истовремено ги повикува сите стручни лица доколку имаат издржано предлог решенија да ги достават за разгледување.